Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Секој од нас има бенки, флеки или мали промени на кожата. Но дали секоја од нив е безопасна? Ракот на кожата е меѓу најчестите, а она што загрижува е што се почесто се открива кај млади луѓе. Како да ги препознаеме раните проблематични проблеми на кожата? Дали за тоа е неопходен преглед со дермоскоп? Постои ли начин да се спречат малигните промени на кожата? За сето ова денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог. Останете на Телма, а поставете и прашање во програма. Кои промени на кожата не се безопасни? Ќе прашаме доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерманова. Докторке, добре дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Дали секој тумор на кожата изгледа како бенка? Па не. Бидејќи постои такво убедување. Генерално, луѓето ги доживуваат сите промени на кожата како бенка, особено ако се пигментирани. Меѓутоа, на кожата можеме да видиме безброј на различни израстоци. Тумор всушност е латински назив за израсток, кои што може да бидат во боја, безбојни, односно боја на кожа, или пигментирани, тоест да бидат кафени, сиви до црни. Значи, поентата е што одредени, повеќето од тие израстоци за среќа се бенигни, односно се со доброчудна природа, не може да наштетат, како што се бројните, да речеме, папиломи, израстоци, брадавички, чери ангиоми и така натаму. Меѓутоа, една голема група, завидна група, се и малигни заболувања, односно најчестите форми на рак на кожа. Тоа се базоцеларен, сквамоцеларен и меланом, кој што иако е најредок, е всушност одговорен за повеќе од 90% од смртните случаи кои настанале поради рак на кожа. Но најчесто е базоцелуларниот карцином. Така. Како изгледа, како се препознава? Базоцелуларниот карцином е најчест. Тој се јавува најчесто, го гледаме во откриените делови на кожата, значи оние кои што се постојано изложени на сонце преку целата година, а тоа е пред се лицето. Има повеќе форми на базоцелуларен карцином, најчестиот е нодуларниот, тој има, да кажеме, бенигна природа, меѓутоа, бидејќи се јавува најчесто на лицето, може да се појави на места кои што се тешко достапни дури и за преглед, а понатаму и за интервенција. А тоа е, да речеме, околу очите, меѓу очите и носот, околу ноздравите на осите, околу устата, или пак на оној почеток кај што почнува косата на челото. На почеток тој може да изгледа како бубуличка, може да изгледа како едно сјајно јазолче, како брунче, кое што малце има мосне мазна, светла најчесто, розеникава површина и малку одскокнува од останатите, меѓутоа луѓето го гледаат како еден вид бубуличка. Особено ако почна да крвари повремено, да ствара круста, односно раничка која не заздравува, тогаш веќе имаме улцериран, односно понапреден базоцелуларен карцином кој што создава сушност раничка. Има и други форми, како површинскиот базоцелуларен, кој што за среќа почесто го гледаме на телото, и тоа е во форма на розеникаво петно, рапаво на допир и може дури да имитира екцематична промена. Особено бидејќи повремено пецка и чешка и луѓето го доживуваат како екцема, не како можен карцином на кожа. И еден од најретките, а сепак најагресивен, е инфилтративниот и морфеиформулен, или го велиме како наликува на лузна. Значи, ако забележите лузна, баш онака беличасто, цврсто на допир, промена на било кој дел од телото, особено нели на овие откриените, на место кај што не сте имале претходна повреда за да настане лузна, тоа е сомнително за на инфилтративен, односно морфеиформен базоцелуларен карцином, кој што нема јасни граници, тежок е за третман, бидејќи најчесто, бидејќи не е отстранет во целост, може да се врати, односно да рецидивира. Базоцелуларниот, велиме, има најдобра прогноза, бидејќи нема можност да метастазира. Односно, не го загрижува, не го тангира општото наше здравје и не е животозагрозувачки, иако е рак на кожа. Меѓутоа, ако го оставиме да се развива, тој е локално деструктивен, значи едноставно ги напаѓа околните структури, не само кожата, туку може и коската, мускулите, значи фасцијата, сите структури кои што се наоѓаат под кожата.
Затоа е многу битно веднаш на почеток, значи колку што е можно порано да се детектира, да се диагностицира и што побрзо да се отстрани, да не се остави да се развива, бидејќи ете не е опасен, не мора ништо да правиме, зошто да го праќаме човекот на операција, особено кај повозрастните е така. Меѓутоа и кај нив само едноставно тој процес ќе продолжи, карциномот ќе земе поголем замав, ќе има поголеми димензии и особено во оние делови кај што немаме доволно кожа за да може да го затвориме тој дефект кога ќе се отстрани карциномот е многу проблематично. А со кој темпо се развива базоцелуларниот карцином? Па многу полека. Генерално тој се развива многу полека, значи со години. И затоа особено еве кога е на лицето, луѓето го доживуваат како ова е бемка, ја имам веќе цел живот ја имам. Баш имавме една пациентка која што на своји 70 на години, која дојде за преглед на една нова промена во боја. Значи, кога е нешто во боја, повеќе импонира и се јавуваат луѓето на преглед. Таа промена беше како јазолче, како едно брунче во боја на лицето. Значи, секој ден го гледаме, не може да не го видиме. Пациентката дојде на преглед, тоа беше пигментна форма на базоцелуларен нодуларен карцином. Меѓутоа, во пределот на носот имаше уште една промена која пациентката ја доживува како бенка. Таа бенка јас ја имам цел живот. Всушност, сето она што се јавува на кожата и го имаме подолго од 5 години, па може и пократко, го доживуваме како се навикнуваме на таа промена и не ја забележуваме како нова. Не ја придаваме толку внимание. И на крај пациентката кажува, тоа е бемка, ја имам цел живот, а тоа всушност беше непигментен базоцелуларен карцином, исто така нодуларен тип, така да на крај и двете беа отстранети на време. Како се отстранува? Дали базоцелуларниот карцином може да се елиминира со замрзнување, со лазер или е неопходна хирушка интервенција? Зависи од типот на базоцелуларниот карцином. Како што веќе кажавме, има 4 типа. Оние поагресивните, како инфилтративен и морфеиформен, секогаш предложуваме да се отстранат хирушки, бидејќи тука шансата за да се врати тој да не се отстрани во целост се многу високи. Нодуларниот базоцелуларен карцином, кој што е најчест на лицето, исто така велиме да се отстрани хирушки, бидејќи тој има подлабока компонента, нодуларен тип е, иако не е агресивен, меѓутоа рецидивите секогаш се поголеми доколку превземеме некој друг тип на отстранување освен хирушкиот. Само површинскиот и пигментниот базоцелуларен карцином, кои што се како екцематични промени, како рамни површини, црвеникави, малце рапави, па повремено слузат, тие може да се третираат и со локална терапија, тоа е еден вид имуномодулаторна терапија, која што може да постигне значително излекување, негде и повеќе од 80%, меѓутоа е резервиран за базоцелуларните површински форми кои најчесто ги гледаме на трупот. Сите овие останати што веќе ги спомнав е најдобро хирушки да се отстранат. Бидејќи така имаме и доказ дека сме отстраниле базоцелуларен карцином, затоа што меланомот и планоцелуларниот карцином некогаш може да имитираат базоцелуларен. Затоа леге артис е секогаш, кога имаме сомнеш за рак на кожа, тоа да се докаже и патохистолошки за да бидеме сигурни дека сме направиле се што е потребно и тука да заврши лекувањето, да нема никакви други последици по пациентот, особено по неговото здравје, па и живот, бидејќи амеланотичниот, нодуларниот меланом исто така може да имитираат базоцелуларен карцином. Јас имав еден случај на меланом на поглавината, значи под косата беше сместен, што е многу лесно може да се пропушти, особено ако е баш на врвот на главата, која што нели е најизложена на надврешни влијанија. Имаше, значи буквално беше како топче со околна пигментација. Поентата беше што пластичниот хирург инсистираше дека е меланом, јас кажав дека е базоцелуларен. Имавме и друга ситуација пак обратна во која што тоа беше налик на меланом, а пластичарот вели базоцелуларен. Значи, секога, и тоа се базира на нашето клиничко, меѓутоа јас имам и дермоскопско искуство, значи она што ни помага во диагностиката. И затоа е најдобро да се отстрани хирушки, бидејќи микроскопот, односно патологот на крај ќе каже со сигурност за што станува збор. Ако е меланом, ќе бидат потребни и други исследувања, бидејќи меланомот има голема моќ за метастаза, за метастазирање, за ширење низ организмот и го загрозува животот, особено ако е лоциран на главата. Кога станува збор за базоцелуларниот карцином на кожата,
кој е во најголем ризик да го добие? Дали оние што биле долго време изложени на сонце, например? Така, да. Или оние што имаат светла кожа? Секако, значи, оние што имаат светла кожа, светли очи, имаат најчувствителна кожа која лесно гори. Значи, затоа така ги делиме кожите Фицпатрик од 1 до 5, зависно од моќта на, како да кажам, на осетливоста на сончевите зраци. Меѓутоа, секој оној што поминува подолго време на отворено, без соодветна заштита, кај него доаѓа до кумулирање на негативните ефекти на УВ зраците. Значи, тие се напластуваат со тек на годините. И затоа базоцелуларниот најчесто го гледаме кај повозрастните, бидејќи таа акумулација на негативни овие влијанија од УВ зраците се собира. Замислете како една чаша која се полни, и кога ќе се преполни чашата, веќе се појавува нешто на кожата, односно во случајов базоцелуларен. Исто и планоцелуларниот е директно поврзан со долготрајна незаштитена експозиција. Во последно време, секако и кај луѓе кои што се професионално, нели, подолго време изложени на сонце, градежните работници, земјоделците, фармерите, оние што рибарат, исто така, значи, исто така и спортистите. Спортистите исто така тренираат на отворено. Тренираат многу на отворено, така да и тие се во една ризична група, така да во последно време, бидејќи на некој начин имаме од една страна зголемени температури, климатски промени, озонска дупка, значи зголемена инсолација, од друга страна имаме продолжен животен век и продолжен престој на отворено, бидејќи поновите генерации се повеќе, нели, обрнуваат внимание на здравјето, имаат доста такви рекреативни активности кои ги поминуваат на отворено, животниот век е зголемен и таа инсолација повеќе се кумулира и гледаме се повеќе карциноми на кожа. Значи, тие се во подем сите. Планоцелуларен споменавте. Да. Како изгледа? Планоцелуларниот може да наликува на брадавичка или на кожно рокче. Значи, кај планоцелуларниот, всушност, тој настанува од клетките од површинскиот слој, кератинските клетки, кои што ги се создаваат лушпите, кои што се малце крути, значи, буквално како брадавичесто изгледаат. Имав една ситуација во која што се појави кератоакантом на дорзумот на шаката и беше третиран како брадавица, всушност. Пациентката доаѓа и вика, оваа брадавица никако да падне, еве неколку пати ја третираме, таа пак расте, со дермоскоп се потврди дека всушност е тоа планоцелуларен карцином кој што само наликува на брадавица. Тоа е групата на, ние ги викаме, добро диференцирани, кои што се најбенигни под наводници, значи имаат подобра прогноза, бидејќи и тие ретко се шират. Меѓутоа, потоа имаме една група на планоцелуларен кој што е средно диференциран, тој е поагресивен, и најагресивниот е лошо диференциран, кој воопшто нема лушпи, нема сквами, меѓутоа личи на една раскрварена бемка, да кажеме, или било каква промена која што само крвари и не заздравува. Тој тип на сквамоцелуларен или планоцелуларен карцином има најголем ризик од локални метастази, па дури и на виталните органи, меѓутоа најчесто метастазите кај планоцелуларниот се јавуваат во околните лимфни јасли. Значи, ако е да речеме на лицето, бидејќи најчесто тие карциноми ги гледаме повторно на откриените делови на кожата, особено кај мажите, повозрастни мажи кои што веќе имаме келавост, значи скалпот не е заштитен со коса, така да имаме едно акумулирано фотооштетување на шаките и на ушките, на аурикулите на ушите, исто така е многу чест. Поентата е пак значи во раното откривање и соодветниот третман. Бидејќи има 3 вида на планоцелуларен и пристапот треба да биде соодветен, превентивно советуваме секој што имал отстрането ваков тип на карцином да прави барем 2 пати годишно и ехо на локалните лимфни јазли за поради ризикот од можни локални метастази, кои што пак не се толку опасни. Во последно време планоцелуларниот е се повеќе во подем и се смета, бидејќи е доста почест од меланомот, дека дури имаме зголемена смртност на пациенти повеќе од планоцелуларен отколку од меланом. Заради фреквенцијата, бидејќи меланомот ви е 10 до 15% од сите
кожни Тој карциноми. всушност најретко се Тоа е појавува, но е најредок, ама е најагресивен најопасен. и најопасен. Да, Ќе ги најагресивен. вклучиме гледачите, почитувани од тој момент можете да поставите прашање во денешната Телма амбуланта. Зборуваме за оние промени на кожата што не се безопасни и најчесто се поставува диагноза карцином. Сквамо целуларен споменавте? Сквамо целуларен или планоцелуларен, тоа е исто, значи да. тоа е исто. Да. Ризик факторите повторно се поврзани со Точно, UV со зраците, изложеноста на UV а зраците. генетиката? Генетиката до негде има влијание, меѓутоа таа е поизразена кај меланомот. Бидејќи кај меланомот ризик фактор ни е првично доколку некој во семејството имал меланом, значи генетскиот, и изгореници од сонце. Односно така наречено интермитентно изложување на сонце кога лесно стануваат изгореници. Но кога вие форми на карцином што ги наброевте, изгорениците не се ризик фактори. Изгорениците одат всушност како да кажам фактор 2, бидејќи првиот фактор е долготрајна експозиција, значи кумулирање на лошите ефекти од UV зраците, значи долго сончање. Може да биде и без изгореници. Затоа велам луѓе кои што, нели, оние што работат во поле, земјоделци, фармери и слично, тие или се заштитени, меѓутоа и кожата им се навикнува на сонцето, бидејќи многу работат на отворено, ама таа памти. Значи, иако е навикната, значи тука немаме изгореници, меѓутоа памти, ги собира тие ДНК мутации, во еден момент клетките почнуваат да се множат неконтролирано, бидејќи настанува тој малиген процес. Токму поради тие негативни ефекти на UV зраците. А изгорениците имаат друг механизам, меѓутоа и тој води најчесто до меланом. Се смета дека една поголема изгореница го зголемува ризикот за меланом повеќе од 50%. И солариумот како вештачки извор на концентрирани УВА зраци се смета дека го зголемува ризикот за сите карциноми на кожа за 75%. Тоа е навистина огромен процент. Огромен, токму заради тоа во одредени земји, особено кај што има поголема и природна инсолација, како што е Австралија, Бразил, па и некои европски земји веќе, е забранет со закон за сите, а во повеќето европски земји за малолетните. Значи и оние што би сакале да го користат, што имаат над 18 години, потребно е да бидат информирани. Значи на солариумот да има на етикета Health Hazard, како што е за цигарите, што се исто така потврден карциноген, меѓутоа нели личен избор, со тоа што поентата е да бидете информирани за тоа што го правите веќе. Ако се уште сакате да добиете добар тен и покрај тие шанси за да добиете карцином на кожа, тоа е пак останува на вас, на личниот. Порано постоеше убедување дека е добро да се влезе во солариум неколку пати пред да се поиде на плажа за да не изгори кожата. Никако. Значи тука имате концентрирани UV зраци, UVA, и тоа не се ни калибрирани. Мислам, повеќето солариум е последен пат, не знам, на пациентка ми спомна дека била половина час во солариум. Викам, каков е тој солариум половина час? Мислам, можете да замислите која е таа инсолација. И што прават UVA зраците прво? Ги уштетуваат колагените и еластичните влакна, поради што кожата побрзо старе, потемнува, меѓутоа се суши едноставно, лицата кои што користеле многу често солариум, многу побрзо стареат. Значи кожата е фотооштетена и на крај на таа база се јавуваат плюс и карциномите на кожа. Ќе ги вклучиме гледачите, очекуваат да постават прашања во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, повелете. Ја замолувам докторката да ми кажи во последно време околу брадата на лицето и негде годе на телото ми се јавуваат тврди, бели, подкожни зрнца. Која е причината? Ја замолувам докторката да ми кажи. Така, да ви даде појаснување, само да немат уште некое прашање, докторке, или тоа е тоа? Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Обично кај повозрастните може да се појави хиперплазија на лојници, тоа се бенигни промени. Најчесто кога се мултипни, кога се повеќе на број, најчесто се бенигни, меѓутоа има и одредени израстоци, ги викаме аднексални израстоци, кои што се создаваат со тек на годините поради одредено, како да кажам, разраснување поинтензивно на одреден тип на клетки во кожата. Дали се тоа кератински клетки, дали се тоа од жлездичките и слично. Треба да се види за да се направи проценка
токму за што станува збор. Може да бидат и кератотични, односно брадавичести, може да бидат трихоепителиоми или тоа се тие аднексални израстоци кои што се најчесто бенигни. Меѓутоа сепак треба да се види. Но неопходен е преглед. Да. Со дермоскоп? Со дермоскоп секако, дермоскопот ни помага многу во дијагностиката. Уште еден гледач ке постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката. Повелете. Пред 30 години, 35, како бемкичка, како лишичка. Ама така ме почешнува, инаку ќе се намачкам бекута. Не ме боли никогаш. На кој дело на 2016 година сум правена операција од карцином, долу органите ми се изваени. Бев на контрола сега пред еден месец кај доктору, пуштивме резултати во Скопје, тие ми се бенигни, добри ми се. Јас сум 71 година, ама и реков да така, ради превентива да се јавам и кај вас. Така, да немате докторки уште некој прашање? Не, Односно не се тоа мора. ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Карциномите на внатрешните органи не се поврзани со карциномите на кожата. Секако може да има некоја генетика, некои карциноми се асоцирани, меѓутоа најчесто тоа со меланомот, значи е асоциран со карциномот на панкреас. Збориме во однос на генетската подлога. Во овој случај не е ништо поврзано, меѓутоа таа лишичка, тоа е тоа што може би наликува на површински базоцелуларен карцином, треба да се прегледа. Да се види со дермоскопот, веднаш ќе се направи дистинкција за што станува збор. Доколку е базоцелуларен, значи тоа е тој најдобриот кој што не метастазира, меѓутоа постепено се шири и расте. Значи, тоа го разликува, да речеме, од една обична екцема, меѓутоа најдобро би било да се види со дермоскоп. Затоа што тие знаат да бидат долготрајни. Значи, буквално со децении да се развиваат, со тоа што го зголемуваат диаметарот. Скоро имав пациентка која што, мислам дека 15 години живее со базоцелуларен карцином, кој што е лоциран долу на грбот, кој што постепено се развива и одеднаш од таа лишичка, што вели пациентка, станува рана која не заздравува и се уште пациентката го чува во смисла ми беше страв да го отстранам. Значи тоа може да трае многу долго. Да, стравот од отстранување на бенки или на било што на кожата се уште е присутен. Имав уште еден случај од негде од Источна Македонија, каде што веќе беше направена огромна рана, значи рана буквално од овој диапазон пречник од 15 мм. Тоа е рана која што не крвари обилно, туку постојано малку се црнира, ама пациентките, луѓето генерално се исплашени да ги отстранат. А зошто? Еве и во Медена земја, ако се сеќавате, мајката Натиџа секоја вечер ставаше некои облоги, тоа беше всушност една рака рана која што не заздравува, односно базоцелуларен, кој што не бил отстранет на време. Тоа е тоа што велиме кожен рак. Значи тоа се клетки кои што не се лекуваат, освен ако не се отстранат или некоја посебна хемиотерапија или имунотерапија спроведе, тие ќе продолжат да се множат. Значи кога веќе се појави базоцелуларниот или било кој рак на кожа, доколку не го отстраните, тој ќе се развија. Дали полека или побрзо, зависи од неговиот тип. Сквамоцелуларниот, например, може за 2 месеца да направи голема една, како да кажам, како брунче, едно поголемо, кое што е цврсто на допер, може и да боли. Тоа е разликата со базоцелуларниот. Значи, сквамоцелуларниот е поагресивен, брзо се развива и може да има придружни сензации на болка. Додека меланомот нема никакви сензации, исто и базалиомот. Значи, како велат пациентите, ама не ме боли, не ми смета, зошто да го извадам? Да не направам полошо. Тоа е многу погрешно. Скоро имав пациент кој што имаше 5 сантиметри меланом развиен и тој се развивал. Површинско ширечкиот исто така може многу споро да се развива. И затоа пациентите се навикнуваат, вика не ми прави ништо, не ме боли, не ме чеша, не крвари, зошто да го вадам, да не си направам полошо. Меѓутоа, напротив, тој само напредува. И во еден момент, веќе кога дојде на преглед, после 5 години развој, веќе беше формирал едно топче во средината, иако е целиот шарен, значи бенка која што е поголема од другите, ги има сите можни бои, не може да биде бенка обично. Тоа е нешто друго. Значи во моментот на прегледот, меланомот веќе имаше вертикален раст, односно почнал да напаѓа длабоко во односно веќе ја пробил базалната мембрана. И штом ја пробува базалната мембрана, доаѓа до циркулацијата и веќе тука може да метастазира. Така да,
Поентата во отстранувањето на било кој рак на кожа е да се отстрани се додека е површински, за да не се дозволи негово метастазирање, како и за било кој друг рак, нели? Опасноста е ако метастазира ќе ги нападне виталните органи и може да го загрози животот. А што е со кератозите што се вуваат на кожата? Што се кератози? Најнапред да ни појасните дали тие понекогаш може да бидат со малигна природа? Актиничните кератози се, како да кажам, резултат на фотооштетување, односно на пролонгирано незаштитено изложеност на УВ зраците. Како изгледаат кератозите обично? Изгледаат како рапави црвени петна. Значи, некојаш дури повеќе се отчувствуваат отколку што се гледаат. Најчесто ги гледаме кај бели луѓе и кај возрастни мажи кои што веќе немаат коса на скалпот. Може да има кафеава боја? Кератозата? Може, имаме и пигментни кератози, со тоа што се смета дека овие непигментни актинични кератози имаат поголем потенцијал со тек на годините, па и од нив, да речеме 15% или повеќе, можат да се претворат во планоцелуларен карцином. Затоа ги викаме преканцерози и препорачуваме нивно отстранување. Тоа може да се направи со течен азот, доколку се ретки, помалку на број. Меѓутоа, најчесто гледаме, ние го викаме field cancerization, кога особено на скалпот, целиот скалп е рапав, црвеникав, со лушпи. Тоа се всушност тие актинични кератози. Во тие ситуации дури препорачуваме, дури можеби е подобро, особено ако се уште нели во тој стадиум на преканцерози, терапија со имуномодулаторна или цитостатска терапија, која што во форма на крема и делува, значи, во смисла на лекување, односно да ги отстрани тие актинични кератози, да не дозволи да се да понатаму се развијат во вистински карцином. Постојат народни лекови за отстранување на кератози, на брадавички и слично. Дали е тоа ризично да се направи на своја рака? Секако дека е ризично, значи тоа не е медицински начин на отстранување, не е проверен, не е клинички испитан за да знаеме дека е сигурен и дека е како што треба. Тоа е од една страна, од друга страна поентата е што како што досега зборувавме, карциномите на кожа имитираат бенигни промени, односно пациентите не можат да направат проценка дали е ова навистина брадавичка, дали е обичен папилом или можеби амеланотичен меланом или базоцелуларен карцином, бидејќи се многу слични, особено на почетокот. И ако вие третирате рак на кожа со такво некое непроверено средство, особено ако е меланом, може да доведете до забрзано и поагресивно ширење на истиот. Тука лежи ризикот, според мене, најголем. И уште еден момент, бидејќи многу пациенти одат да ги горат бенките, кај некои надри лекари или лекари, не знам, и тие бемки не се отстранети во целост. Значи, на нивното место се создава една фиброзна лузна, како келоид, како хипертрофична една бела творба, како да кажам, која што после неколку години може повторно бенката да појави пигмент во околината. И веќе тука имаме рекурентен невус, кој што ќе биде необичен, ќе биде атипичен и ќе мора да се отстрани со хирургија. Не дај Боже, ако таа бемка всушност било меланом и почнува повторно да се јавува, повторно ако видите пигмент на место од претходно отстранета бенка, мора да се јавите на преглед, бидејќи може да биде меланом. Ајде да ги вклучиме повторно гледачите во програма. Добар ден. Добив знак дека има двајца гледачи, дали следниот е во можност да се вклучи? Добар ден. Не, добро, не сум разбрала. Добро, продолжуваме понатаму. Значи, споменавте доколку на отстраната бемка се појави пигмент, повторно, треба да се отстрани хируршки. А дали секоја бемка која што изгледа сомнително треба да се отстрани? Во однос на, фактички кај бемките, која велиме сомнителна бемка, тука мислиме на меланом. Имаме одредени правила, значи протоколи на работа, кои што ни овозможуваат да не пропуштиме меланом. Кога станува збор за меланом, секогаш дуваме на ладно. Значи гледаме да направиме се што е во наша моќ да спречиме, да не дај Боже се случи тоа да ете сомнителна е бемката, ама не сум толку сигурна дали е сомнителна или не е сомнителна, може да ја следиме. Постојат правила за следење на бенките.
само доколку промената, односно бенката е во ниво на кожа и има ретикуларен образец, ние велиме, тогаш може да ја следиме. Меѓутоа, ние следиме дискретни промени кои што се гледаат само со дермоскоп. Значи, дермоскопот дава 10-кратно зголемување. Значи, следиме бемки кои што можат да имаат и само 2 или 3 милиметри, особено ако покажуваат знаци на раст. Имаме правила кои велат дека кај човек кој што има над 45 години не може да очекуваме нова бемка да се појави и да почне да расте. Сам тоа се исклучоци, особено над 50-тата. Така да во тие ситуации, значи буквално гледаме бенка, дори и дермоскопски личи на обична бенка, меѓутоа има елементи за раст, препорачуваме да се отстрани со цел да не оставиме можен меланом, бидејќи меланомот на својот почеток наликува на бенка. Значи, следењето не треба да биде одговор за нашата несигурност. Следењето треба да биде по протокол. Не може да следиме промена која што е над ниво на кожа. Ако имаме некој израсток на кожата, кој што може да биде и боја на кожа или розеника, и не сме сигурни дека е бенигно, во тој случај извадете го. Немој да го следите. Бидејќи нодуларниот меланом е оној кој што може да биде пропуштен, а тој има најагресивен раст. Тој расте 0,5 мм месечно. Ако вие му кажете на пациентот да дојде за 3 месеци, макар и за 1 месец, тој веќе ќе ја пробие базалната мембрана и може да метастазира. Затоа се тие усталени правили. И затоа, значи, лекарите точно знаат, дерматолозите, кои бенки, односно промени, може да ги следиме, а кои не. Например, имаме пациент кој што има преку 200 бенки. И сега кај него некои бемки се пошарени од другите. Тогаш правиме и total body mapping, правиме дигитална дермоскопија, ги споредуваме бемките и најчудните ги следиме или ако веќе се развијат. Особено, значи, што е тоа следење? Гледаме дали има промена во текот на времето. И ако се појават нови структури или елементи кои што се суспектни за меланом, ќе извадиме само таа бемка. Значи, не може сега сите да ги вадиме, ако имаме ние, нели, пациент со преку 200 бемки, сите му се шарени, а ова е сомнително, дај да ги извадиме. Не може така. Од друга страна, може да имаме пациент кој што има само една бемка, буквално. Значи, има пациенти кои што имаат помалку од 10 бемки или има само една бемка која што не е сомнителна. Зошто да ја следиме? Може да ја извадиме превентивно, се со цел да не се пропушти меланом, бидејќи меланомот не е секогаш како во книга. Знае многу лесно да имитира други промени и да помине незабележано. А ако меланомот помине незабележано, животот е во опасност. А самото вадење на бемката нема да доведе до карцином, и тоа веруваат. За жал се да уште не ја веруваат. пипкам, да не направам белја. Затоа и го одложуваат некогаш отстранувањето или пак и одењето на преглед. Вели пациентот, па ми беше страв да дојдам да не ми кажете да ја извадам бемка. Ама зошто? Значи, одложувањето на прегледот, особено ако имаме нешто сомнително, не само што ни го продолжува оној товар што го... пациентка во 15 години го носела тој товар, секој ден. Не сваќате? Тоа го истоштува психолошки пациентот и имунолошкиот систем и на крај пак лошо ни делува на нас. Колку побрзо ја прегледате таа промена и ако е сомнителна и ја извадите, патохистолошкиот наод ќе потврди дали е обична бемка, дали е диспластичен невус, значи нешто што само почнало да се менува, или пак, не дај Боже, ако е меланом, барем сме го извадиле најскоро, односно, колку што е порано, колку побрзо го извадиме, не му дозволиме да се развива, шансите за преживување се скоро и 99% ако е меланом ин ситу. Значи, тоа е оној нулта стадиум, кога е буквално во најповршинскиот слој на кожата. И токму тоа ни е целта, да ја подигнеме свеста кај пациентите, кај народот, да едноставно не чекаат некогаш да дојде до таква промена, ако се случи веќе да не го одложуваат прегледот, туку да дојдат и на превентивен преглед, кога немаат никаква сомнителна промена, дермоскопот, односно дерматологот, можеби ќе најде нешто што на пациентот не му личи на сомнително, а ние ќе детектираме нешто многу сомнително. Последниот пациент што го имаше меланом ин ситу, за среќа, кој што имаше помалку од 2 мм. Значи, тој е откриен благодарејќи на дермоскопскиот преглед. Клинички, вие не може да видите тука дали нешто се случува, дали имаме меланом или немаме меланом. Превентивните прегледи се единствениот начин во кој што можеме да го победиме на некој начин меланомот, бидејќи само со неговото рано откривање може и дури и да го излекуваме. Значи, замислете,
ако се додека е инситу, па и до 0,5-0,8 велиме милиметри дебелина, шансите за преживување се скоро до 100%. Колку е тој подебел, колку подолго време растел, тој шансите за да метастазира, па дури и после 5 и 10 години, се многу повисоки. Имав пациентка која што после 20 години од отстранет нодуларен, агресивен меланом, разви метастази на истата нога кај што беше отстранет меланомот. Значи, меланомот е малце чудовишен тумор, многу опасен рак на кожа, а кој може да се види и може рано да се открие. Се повеќе млади луѓе имаат ваков проблем, односно кај нив се диагностицира меланом. Дали тоа значи дека се менува профилот на пациентите? За жал, тоа е така. Сега може би тука има влијание и самата едукација, меѓутоа и овие промени што рековме, инсолацијата е се појака, климатските промени, од друга страна се повеќе поминуваме време на отворено. Од почетокот на оваа година па до сега имам откриено 10 меланоми кај пациенти под 30 годишна возраст. Значи од 18, така ќе му дојде околу 20-тата, најмладиот беше 22 до 30 годишни. Значи тоа се здрави луѓе, нели, кои што воопшто не помислуваат, особено на таа возраст, дека можеби некаков карцином ќе се појави, па на вклучувајќи ја тука и кожата. Или она што ние на кожата не го чувствуваме како потенцијално опасно. Значи, затоа треба тука да се агитира на некој начин, да се едуцира, да и младите доаѓаат на овие превентивни прегледи, а особено ако забележат нешто ново, поинакво, кое што нагло расте и се менува. Кај повеќето од овие пациенти нема ниту еден ризик фактор, што е најчудно, значи имаа помалку од 20 бенки, да речем, и меѓу нив една беше, да речеме, еве во случајов меланом. Како изгледа прегледот, докторке? Прегледот е многу едноставен, значи ова е рачен микроскоп, всушност, кој што има изворна светлина и 10-кратно зголемување. Меѓутоа, таа светлина не е вообичаена, таа има поларизационо светло, кој што ни дозволува да гледаме 2 мм под кожата. Значи, не само она што е на кожата. Затоа лупата, прегледот со лупа не може да се поистовети со дермоскопски преглед. А на тој начин, значи, тие површински структури што ги гледаме ние со помош на дермоскопот, има цела една абецеда, азбука, на која што ние можеме да ги прочитаме. Што секоја од нив значи. Дали ако имаме одредени бели сјајни линии, дали тоа значи дека меланомот веќе почнал да навлегува во подлабоките слоеви? Дали ако имаме само, ние ги викаме глобули или радијални линии, само во кафена и црна боја, знаеме веќе дека тоа е се уште инситу. Значи, буквално со дермоскопскиот преглед, јас можам да проценам и која е дебелината на меланом. Значи, не само да направам проценка за каков тип на промена се работи, дали е бенигно или малигно, во случајов или меланом, туку и да направиме предикција за можната дебелина, а тоа понатаму го диктира и третманот. Така да, ако јас сум сигурна дека се работи за меланома инситу, пластичарот може веднаш да го отстрани со 0,5 мм во здраво и тука лекувањето завршува. Ако знаеме дека е над 1 мм дебелина, тогаш веќе имаме друга постапка која што може да вклучува и sentinel node биопсија, така да веќе и самиот третман поинаку се води. Што ако пациентот има повеќе од 100 или пак 200 бенки, сите морате да ги прегледате една по една? Да. Секогаш се прегледуваат сите бенки прво со рачен дермоскоп. Бидејќи она што го гледаме како дигитален запис, например со компјутеризирана дермоскопија, е малку изменето. Значи, in vivo велиме дермоскопија секогаш е најмеродавна. Значи, искусен дермоскопист може со тој рачен дермоскоп да го прегледа целото ваше тело, макар бенка по бенка. Бенка по бенка. Макар имале и над 100 бенки и да направи веднаш проценка која е сомнителна, која е добра, која треба дигитално да се слика, значи да се направи дигитална дермоскопија или да се следи или пак да се отстрани. Понекогаш велите пациентот да внимава да не му се појави нова бенка. Во основа, доколку има многу бенки, да забележи постои ли некоја нова промена или не? За среќа, само 10% од населението имаат повеќе од 100 бенки. Повеќето, нели, просечен возрастен човек има, да речеме, 50 до 100 бенки.
голем број од пациентите имаат и под 50 бенки. Така да индивидуално е, нели, тие што имаат помалку бенки веднаш ќе забележат промена, меѓутоа и овие што се во различните групи што имаат многу бенки, веќе на некој начин се, како да кажам, обучени да го прават тој само преглед и забележуваат, зависи и од пациент до пациент. Некои буквално ги забележуваат и новите промени од 2 мм, а некои пак не забележуваат и во тој случај е подобро и најлесно им е да си дојдат на превентивен преглед, има кој знае да забележи што треба и да провери. Како ви забележувате кога има толку многу бенки? Се прави total body mapping. Добра. Значи тоа се клинички фотографии кои што ги лоцираат бенките, каде која се наоѓа и потоа се прави споредба, да речеме од претходниот со новиот преглед и гледаме дали некоја нова бенка се појавила, а потоа правиме и дигитална дермоскопија. Да. Особено е проблематично кога се јави нова бемка по 40 по 50-та. По 50-та година. 45-та до 50-та е дискутабилна, има и исклучоци, меѓутоа после 50-та, 60-та година, ако има нова бемка, тоа не е бемка, 100%. Тоа е или некаков бениген или малиген израсток. И тука треба веднаш да се направи проценка. Затоа велам, било која нова промена. Еве, карциномите на кожа најчесто се на лицето. Не може да не ги забележите. Секој ден се гледате во огледало, значи го миете лицето, го осеќате. Значи дали е некоја рапава површина, дали нешто испакнато, да речеме базоцелуларниот најчесто е како јазолче, како брунче, па раничка, бубуличка. Значи така го доживуваат пациентите. Дојдете веднаш да се прегледа, колку е помало, колку порано се открие, поедноставен е третманот и нема никакви последици. Да не зборуваме за меланомот, кој што, нели, раното откривање кај него значи живот. Кај базоцелуларниот и сквамоцелуларниот, да речеме, кај базоцелуларниот подобар и козметски ефект и поедноставно отстранување без никакви последици. Имале пациенти кај што е запуштен карциномот, значи не се јавиле на преглед, го оставиле така од страв, не чепка и бенка, да дојде до загуба на окото, загуба на делови од лицето, носот. Така и естетскиот момент. Да, тоа е страшно, нели скоро имаше. И функционалниот, но и естетскиот. Да, затоа што ако вие го оставите карцином, било кој рак, па и тој на кожа, тој едноставно само ќе се развива, се множи. Малигните клетки не ги слушаат имунолошките или контролните механизми на нашиот организам, туку имаат само една цел, да се напаѓаат и да се множат и да растат. И затоа е малигно, нели ткиво. Така. И тоа треба да се отстрани. Кога треба да започнат превентивните прегледи на кожата? Превентивните прегледи препорачувам да се прават кај пололетни лица, значи над 18-та година, како што слушнавме, од 18-та до 29-та година, особено кај жените, фактор број 1 за смртност е меланомот. Кај повозрастната популација, да речеме, најчесто меланомот го гледаме помеѓу 50-та и 6-та деценија, меѓутоа сепак нема правила, така да секој полнолетен треба еднаш во годината да направи превентивен преглед. Што се однесува на ако има ризик фактори во смисла на светла кожа, светли очи, многу бенки, особено во фамилијата ако има некој со меланом или имунокомпромитирани пациенти што примаат имуносупресивна терапија, трансплантирани органи и тие имаат повисок ризик за развивање особено на сквамоцелуларните, меѓутоа и другите типови на карциноми на кожа. Значи тие сериозно треба да ја сватат работата дека превентивниот преглед е неопходен. За дечињата има само два мотива за преглед на бенките. Првиот е така наречен спиц невус, тоа е бенка која што се јавува баш во таа возраст од раѓање малтене па негде до 18-та година, каде што имаме нагол раст на нова бенка. Нагло значи во рок од 2-3 месеца. Тие бенки може да бидат розеникави или да бидат темни, скоро црни, сјајни. Значи има пигментен и непигментен спиц. Последните два пациенти, значи има детенце од 2,5 години кој што се докажа дека е пигментен спиц, иако е тој само невус, односно бенка, бидејќи има малку по чудни карактеристики, протоколите ни налагаат да го отстраниме бидејќи некогаш тој може да имитира меланом. Значи отстранувањето ни е playing safe, значи најсигурно. А вториот пак непигментен спиц беше кај 21 годишно момче, кој што беше само 3 мм црвена розеникава папула, односно брунче, кој што пациентот го приметил, вика докторке ова е ново,
Јас гледам со дермоскоп, не можам да кажам дека е бенигна промена од типот на дермален невус, дерматофиброма, ангиом. Викам, ова е нешто чудно. Бидејќи тука може да има инфламаторна природа, некогаш ставаме, да речеме, 7 дена терапија, во смисла да не е нешто иритирано, да се смири. Ако не се смири, повторно гледаме истиот наод, пациентот беше испратен на пластична хирургија и беше докажано кај него беше атипичен спиц невус. Тоа се, како да кажам, тие се најчестите причини, ова со спицот малку проложив, меѓутоа најчесто го гледаме под 18 годишна возраст, кај дечиња. И уште еден момент е конгениталниот невус, односно бенка која што се јавува првите 2-3 години од раѓање. Оние големи бенки кои што имаат нерамна површина, па некојаш и влакненца, поголеми од 1 сантим, тие растат во голема мера како што расте и детето и тие треба да се следат, бидејќи имаат малку поголем ризик од останатите вообичаени бенки, што ги велиме. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за уште нешто за крај, да, ке заборавам, дека како и секоја година и оваа година организираме бесплатни превентивни прегледи кои што оваа година ќе бидат одржани на 23 мај. Па може пациентите што се заинтересирани да си закажат претходно на броевите на Дерманова. Така, на бројот на Дерманова и на 23 мај бесплатни прегледи на сите кожни промени. Апелирам да бидат пациенти кои што забележале нешто чудно или повозрастни и само за бенките. Значи да не се јавуваат за други некои промени како акни, себореа и слично, во интерес на времето и за да бидат прегледани што повеќе пациенти. Одлична иницијатива. Ви благодарам за тоа што денеска се вклучивте во оваа емисија и што бевте дел од неа и што ги појаснивте клучните поенти поврзани со оние најчести промени на кожата кои што не смеат никако да се игнорираат. Ми беше задоволство. Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска бевте дел од Телма амбулант и ви посакувам пријатен ден.